Никогаш, ама веќе никогаш нема да одам по забави пред важни состаноци. Буквално ползејки станав од кревет. Нели реков дека имам презентација на новиот концепт за одмор на фирмата? Чекај, не исклучувај, немој да си исклучила, ке правам проба со тебе. Ние не ви нудиме убав одмор, туку ви нудиме враќање во природата. Наутро нема да ги отворите очите пред бетон и асфалт, туку пред зеленило и синило. Дел од рајот каде ќе уживате во морето пред појадок. Заборавете ја вревата од сообраќајот. Препуштете се на музиката од совршениот оркестар на природата. Почувствувајте ја целата негативна енергија на градот како излегува од вас. Енергијата на сонцето и земјата нека ви ја исполни душата. И како во вашето детство, на вашата трпеза донесете го зеленчукот кој го одгледувате во вашата градина и тоа во највкусна форма. Да ја ставиме нашата љубов и труд на таа мала чинија. Дозволете ни. Дозволете ни повторно да ве обединиме со природата. Нели ви реков дека не ви го продавам земјиштето? Сте ја покачили или сте ја спуштиле цената, тоа мене не ме интересира. Разберете веќе. Направете го одмаралиштето на друго место. Немој да се грижиш, бабо. Кога ќе се разбудиш, пак ќе бидеш во твојата куќа. Пак ќе бидеш овде. Многу му се допадна презентацијата на господин Тојгон. Така сладко зборуваше, што луѓето ке сакаат да се преселат на море. Им ја погоди в слабата точка. Да, ги погоди и ги стаписа. Не ми е јасно зошто луѓето сакаат да се вратат во природата. Нема бутици, нема театар, нема кино, нема забави, нема клубови, нема... А како бонус сите се познаваат меѓу себе. Не, јас не можам да умрам од здодевност само за да јадам 2-3 органски домати, не можам. Ај, тоа е сон на сите во последно време. Тоа се илузии на модерното време. Најди ја љубовта, живеј во природата. Ама мене ни двете не ми одговараат. Не можам да живеам никаде освен во град и не можам толку да се заљубам за да се изгубам себе си. И што и да ми носи животот, тоа никогаш нема да се промени. Мамо си подранила? Дури седев не напишала. Ни седев не напишала. Да се отвори нова сендвичара во малото, жената пишува за неа, ама не напишала ни збор за мојата ревија. И јас ти го сошив тој фустан за моминската вечер. Чиј фустан, љубов? На гнасната седев. Душа ми излезе за да не и се гледа и да ја го покријам целулитот со тој сатен. И што добив? Нула. Голема нула добив. Ништо. Нула. Нула. Дај Боже да се задави во целулит. Наќор. Ме утепа со нивниот молк. Мамо, не се нервирај што дизајнерите не те гледаат. Ти направи многу убави креации. Ке видиш летоска сите приеми ке бидат полни со жени облечени во твои фустани, ке имаш многу нарачки, верувај. А каде се? Ниту еден бутик не се појави после ревијата, барем еден да се јавеше. Ке се јават, мамо, ке се јават. И онака колку дена помина од ревијата? Една недела ли? Аманде, нека останат кога немаат вкус. Што да правиме? Ние ќе си ги носиме сите.
Јас излегувам. Не тагувај во ред. Ова ли е вест? А ја нема мојата ревија. Гледај, и овие ништо не напишале. Мамо, стигнало нешто од банката. Знам. Не си го отворила. На зошто да го отворам? Ме подсетуваат на кредитот. Не сакам да се нервирам и со нив. Во ред, не сакам. Ама не исчезнува ако не го отвориш, мамо. Ке го отворам, Хазиран, ке го отворам, ама те молам, многу ме притискаш сега, дај молим те. Добро утро. Добро утро. Добро утро, господине Тојгун. Како си, Хакан? Презентацијата ти беше фантастична и не сум ја заборавил грешката што ја открива последниот извештај. Да им верував на другите ке се нервирав. Благодарам многу. Сега, има една работа со која само ти можеш да се справиш. Позицијата во Токио, така? Не. На островот. Остров. Каков остров? Во твојот крај, островот на ластовичките. Мајка ми од тој крај. Јас никогаш не сум била. Јас всушност сакав да разговарам со вас за новата канцеларија што ќе се отвори во Токио. Јас магистрирав на тема меѓунационални односи и за Остави го таму сега сум. Токио, ова е поважно. Хакан минатото лето ми покажа фотографии. Прекрасно место во зеленило на самиот брег. Токму за бутик хотел. Згорана се одговара на нашиот нов концепт за Враќање одмор. во природата. Ама човекот не го продавал земјиштето. Што можам јас да направам околу тоа? Да разговарам со него или да пробам да го убедам? Не можеш да го убедиш. Страшно е тврдоглав, многу е затворен тип за иновации и е многу себичен човек. Нема ли да сака ако ја покачите Јас го цената? познавам човекот, не го интересираат парите. Изграден во 1875 година, 1910 се струшил и реставрира. Да, така е. Уште има вода на дното. Се надевам ќе го убедите. Јас сакав да разговараме за позицијата во Токио. Ако имате време сега... Убеди го човекот да не го продаде земјиштето и позицијата е твоја. Хакан нека најде. Тој остров го знае местото, ги познава луѓето, нели Хакан? Хакан заврши голема работа што ми го покажа местото. Сега си ти наред. Господине Тојгун, јас не се разбирам од земјиште, нива или маслинова гора. Не е само маслинова гора, има и фабрика за маслиново масло. Човекот подигнал голем кредит, инвестирал, купил машини, се направил. Појди во фабриката и истражувај. Пронајди нешто незаконски, некој прескокнат детал, ете е најди нешто. Ако фабриката е во неволја, можеби ќе мора да го продаде земјиштето. Јас не сакам никого да оставам без парче леп. Како се вика човекот? Али Озгир, Неговата жена, децата сигурно имаат надеж во таа фабрика. нема ни жена ни деца. Саме бидејќи е себичен и проклет човек. Зошто не одиш ти, Хакан? Ама ти си експертот за таа работа, Хазиран. Згорана се знаеш дека сум од тој остров. Не можам тајно да шетам таму како што можеш ти. Се плашиш да не го расипеш односот со тој Али, нели? Не се познаваме. Само се поздравуваме далеку. Ама знам каков човек е. Сите што ги познавам во островот го мразат него. Нели ми веруваш? Ти верувам. Ако не ја завршиш таа работа, ќе пратам друг во Токио. Со лесно нека лавчиња. Благодарам, добре дојде бато. Добре ве најдов. Внатре е појрас. Внатре, како Добро, оди? кај тебе? Има чај? Има, сега ќе го направам, ќе биде за 5 минути. Ајде, добро. Производството престанало. Не можам да најдам доволно маслинки. И сезоната им помина. Немој бе, бато. Па ти подигна кредит. Кредитот ќе се отплати на некој начин, тоа е лесно. И онака меката е до жетвата. Ова овдека е фабрика за маслиново масло. Ова е многу стар објект, многу стар. Од кој знае од која година е. Ајде, бргу, Овој влегуваме, пак носи бргу, туристи. влегуваме, Мирено, ајде, брате, браќа и не се сестри, нервирај веднаш. лежете, Појрас. лежете така. Ајде, значи вака, мириснете, повлечете го тој мирис, го осетивте мирисот на историјата, нели? Нели, сестро, да? Ајде. Да, еве го и господин Појра, собственик на објектот, на овој совршен објект. Садик, јас што ти реков?
Објектот во 478 година пред нашата Каков ера. историски објект, Садик? Сестро, слушај сестро, ја гледате античката машина, да се сликаме пред неа. Ајде. Изгледа е антика. Да, антика е, секако антика е, па да, нормално. Дојди малку овде. Нели немаше да носиш туристи овде? Ама, бато, јас предходно ги испечатив овие брошури, да завршат овие, ти ветувам се колнам во Господ, нема повеќе да носам луѓе. Ајде Садик, ајде бато, собери го конвојот и да те нема. Ќе те погоди олујата на појрас. Бато, како сега да им ги вратам парите, па ќе си ги бараат парите, јас со тие пари купив билет на мајка ми, како да кажам сега мајка ми да го врати. Мојата работилница е овде. И веќе никогаш нема да носиш странци овде. Па стапнат овде. Добро, бато, добро, не грижи се, од сега нема никого да донесам, да се собираме, веднаш излегуваме, ајде бидејќи на островот има многу убави места за шетање, ајде дојдете да одиме, бргу. Слушајте, да тоа не е антика, пред некој ден го направив кај нашиот ковач, ајде. Ревитиране, дадо, ајде да излеземе, ајде, бргу, да излеземе, бато, ајде, да излеземе, ајдете. Бириджик, нели реков дека вечер се враќаме? Добро, што ако има бура? Може би траектот нема да проработи. Ако мораме таму да поминеме ноќта, што ќе облечам ја сутра? И онака само овие старци ние две седиме овде. Што да правам, не ми се допаѓа да бидам над морето. Добро, смири се, ете близко сме. Во ред, кажи нешто интересно и одвлечи ми го вниманието, ајде. Поред, нешто интересно. Бато ја напушти фирмата во Берлин. Зошто сега ми зборуваш за Бату, Бириджик? Што знам, не ми текна на друго нешто. Навистина ли е готово со вас? Ние не ни бевме заедно, ние само излегувавме кога имавме слободно време, а на првиот дожд двајцата си отворивме посебни чадори и толку. Оф, ајде, уште ли не стигнавме? Добро, не гледај. Нешто интересно Во ред. за тебе. Да го повториме планот, во ред? Во ред. Сега, јас го задржувам собственикот на фабриката, ти ги видиш дали има нешто погрешно или дали нешто фали, Не, нели? Бириджик, ти само ке шеташ, а јас ке се упикам во толпата и ке си ја завршам работата, тоа е се. Сакаш да ти кажам нешто? Човекот да беше млад, ке флиртував со него. Таквите луѓе брзо губат глава. Немаше ни да те види, ама велиш дека е стар. Хакан така рече. Провери по социјалните мрежи. Го нема по социјалните мрежи. Ај, тогаш не постои таков човек. Дури не ни постоела таква личност. Мајка ти има куќа на островов. Зошто не доаѓате тука летно Тетка ми време? имам, а мајка ми и тетка ми се скарани, не зборуваат. Зошто? Не знам, тоа е најголемата тајна на мајка ми, не ми кажува. Кога биле млади, страшно се скарале со тетка ми и отогаш веќе не се виделе. Зошто не мрда редот? Бавни се, навистина. Пардон, може ли малку да побрзаме? Веќе сме брзи. Кој знае каде брзаат, Боже. Што ти е ова? Милиони прописи во врска со фабриките за маслиново масло, се што има во законот. Кој знае за колку време ќе го прочиташ? Синоќа го прочитав, ама ние уште чекаме, што правите, побрзајте. Треба пак да ги разгледам документите. Ако има нешто незаконско, ќе откријам. А после збогум, острове, збогум.
Пардон, Ја мразам ова урбана врева. многу ми е гајле, островјанец. Како си, Појраз? Имало неколку кафулиња на крајбрежјето. Старомодни биле, рече Хакан. Ај, тогаш нека остане. Хазиран, чекај! Здраво, здраво. Традиционален танцувачки маратон, вечер во 9 во Општинската градина. Атракција за привлекување туристи. Хакан бил во право, на местово му требаат повеќе туристи. Фабриката била на крајот. Доволно е да завршиме со неа. Тогаш зошто трчаме? Што знам? Ете од навика. Мајка ми точно ми кажа, тука човек буквално би умрел од предозиран спокој. Погледни, види го ова. Бириджик, Молам, дојди тука е плоштадот. Побрзај малку, ајде. Хазиран, чекај! Само толку ли е плоштадот? Шетавме и заврши. Дојди онде да пиеме кафе и да ги разгледам документите уште еднаш. Ајде, Бириджик. Работи ли нешто овдешната општина? Што да прават, Бириджик? Да ги тргнат оригиналните камења и да стават асфалт ли? Нека не ги откорнат, но да направат патека за луѓе на штикли. Ко знае колку зглобови се повредени, можеш да замислиш? Сега погледнете го овој бунар, гледајте. Ама без допирање, нема допирање, не, нема допирање. Може да изгледа како обичен бунар, ама овој е еден од најстарите бунари, сестро. Овој е љубовен бунар, да. Порано младите од островот фрлале паричка во бунарот. Што се случува кога паричката паѓа на зидот на бунарот, а? Ја наоѓале љубовта и ја чувале до безкрај, ете. Ама ако паричката падне покрај бунарот или внатре во него, старееле со мајка им како бене. Слушна ли? И ние да фрлиме паричка пред да си одиме. Што ако паричката остане на зидот на бунарот и ние да заглавиме на овој остров поради љубов? Сади, како ги измислуваш тие лаги? Ова е туристичка измама, Бириджик, да не им веруваме на тие лаги. Повелете, што да ви донесам? Јас сакам мока, екстра еспресо со млеко без лактоза и со карамел сос, ве молам. За мене донесете едно ладно лате, нон фат гранде, ве молам. Немаме такво кафе. Не правите кафе овде? Турско кафе, само стари рецепти има во мојата сладкарница. Во ред, нека биде турско, но горко, ве молам. Во ред, и јас ке земам горко. Ке ви покажам прекрасни места, ама ако сакате да фрлите пари, може да фрлите. Десертите изгледаат добро, сакаш еден да поделиме? Може? Во ред. Ало, си реков дали да одиме малку порано, ќе заглавиме во метежот. Каков метеж, Мелиса? Реков ќе одиме во 6:45 и готово. Слушај, не можам сега да се справам со твојата непотребна паника, имам многу работа. Да дојдеш 15 минути порано? Ај, не поднослив си, Али Озгјур. Штом сега ми рече Али, значи си нервозна. Секако сум многу нервозна. Слушај, Мелиса, слушај. Терсене си ти. Се извинувам. Не е важно. Сега ќе бидат готови кафењата. Може и по едно од овие овде да ги пробаме со кафето, ке може, нели? Ви благодарам. Во ред. Хакан ја кажал вистината. Сите го мразат Али Озгјур на овој остров. Како успеа да озборува за 5 Не, минути? ја слушнав додека зборуваше на телефон. Добро е што слушнав, ми олесна, готово. Многу историски објекти, ајде, следете ме, дојди. Дојди.
Еве, например, ово е многу старо место. О, колку е старо. О, прекрасно Ви благодарам. сервирање. Одлично е за стори. Чекај. Хазиран, кажи ми нешто во врска со кафето. Не ви се допаѓа? Не сум го јадела долги години. Одеднаш се сетив на овој вкус. Како му е името? Островски колач, само ние го правиме на островот. Баба ми секогаш ни носеше кога доаѓаше во Истанбул. Може би и таа ги купувала овде. Душа моја. Дали место ово е природа? Ако ни остане време, да влеземе во морето. Јас си носам бикини. Хазиран, ало, следи го мојот глас. Има толку многу детали што не знам кој од нив да го запамтам, Бириджик. Ке запамтиш. Ајде, дојди да Во одиме. ред, чекај прво да го испиеме кафето, после ќе одиме, ти ветувам. Сега твое ли е ова место? Девојката од сладкарницата го опиша ова место. Гледај, се е рушевина. Порано тука имало хотел, после бил препуштен на судбината. Продај го, нека му ја мисли тој што ќе го купи. Освен мене има уште двајца ортаци, треба да ги најдам, да ги убедам да го продадеме. Само ако се најдам во тешка ситуација. Бириджик, ајде. Ти нема да влезеш? Хазиран, може би треба да одиш на терапија за ова. Нели нешто прават вака ги бришат спомените? Не сакам да ги избришам спомените. Особено тој спомен. Бириджик, не оди длабоко, добро? Добро, добро. А ти гледа го песажот. Нели е многу убав? Здраво. Поздрав. Не го постелам пешкирот вака до вас, може? Сигурно сте дојдена на одмор. Секако дека човек на одмор се социализира, се запознава со нови луѓе, нели? Јас не мислам така. И мојот сакан не мисли така. Тој кај кајчето ви, момче? Токму тој? Имам бескрајна почит кон љубовта. Ви посакувам убав ден. Бато Појрас, твојата сакана отиде натаму. Мојата сакана? Браќа и сестри, местово ќе го прошетаме многу брзо. Ајде, бидејќи треба да ве однесам и по лозјата. Нашиот остров има прекрасни лозја. Ајде, да бидеме брзи само, ајде. И ова е една од најстарите фабрики за маслиново масло на нашиот остров. Да, ајде, побрзо, треба да брзаме, бргу да влеземе, да видиме и веднаш да излеземе, бидејќи треба да видиме уште многу убави места, да. Бато ти го предизвикуваш, ако дојде Бато Појрас ке те сотри. Не грижи се ти, контролирав ја пред да дојдам. Беше кај кајчето, да, додека да дојде ние ќе фатиме магла, да. Ајде да бидеме брзи. Најде нешто. Не знам што барам, Бириджик. Не ми е јасно зошто се мачи со фабрикава. Нека си ги земе парите, нека ја продаде, нели, ба после ќе си ја земе со камата од парите. Не ја продава фабриката. Дури кога ја стави под хипотека, душата му изгоре. Залудно се мачи. Да, сестра, да, Бириджик, ајде одам да разгледам во ред. се и да Добро, одиме, добро. ајде. Брзо. Да, можете да се сликате пред таа антика, да, таа е прекрасна антика, да, брзо, само, ајде. Ајде, сликате ми мене, ето так. Одлично, бато, да. Ајде, брзо, одиме.
Садик? Бегам јас. Што е со конвојот? Бурак, каде е тој? Отиде бе. Може ли сите да гледате кон мене? Сега, сите надвор. Ајде надвор. Ајде. Ајде, ве молам, ајде, излегуваме, пријатели, ајде. Значи во загуба си али Остјур? Те улови. Хазиран, Ве молам да побрзаме, ајде, ве молам, ова е приватен имот, ве молам. Што правите, господине, што правите? Ајде и вие, господјо, ве молам. Ајде. Без малку ќе ме видеше. Садик. Отвори се, отвори се, отвори се, отвори се, ајде. Ајде. Што барате ви овде? Ништо, ништо, јас дојдов со групата, затоа шетав, слушнав дека фабриката била многу стара и затоа сакав да видам што има наоколу, го барав излезот. А што очекувавте по-конкретно? Девојки од островот кои со нозе ги гмечат маслинките? Нив ги нема овде. И ние живееме в 21. век како и вие. Да, тоа ми е јасно. Благодарение на вас го видов овдешното гостопримство, кое толку многу го фалат. Човек кој влегува без дозвола, ние не го нарекуваме гостин. Не влегов без дозвола, дојдов со групата. Освен тоа, не бев сама, имаше голема група. Сите ги избркав. Ова е приватен имот, не е туристичко место. Вашиот водич ви измамил. Не знаев. Штом сега дознавте? Слушнав дека вашиот газда бил многу терсене човек и имал среќа што нашол работник сличен на него. И јас мислам така. Може да прашам нешто? Ако прашуваш за фабриката, не е изградена пред нашата ера. Нашиот водич е хроничен лажго, тоа го разбрав. Сакав да прашам, од каде доаѓа овој мирис? Го осетив мирисот на мајчина душица и лаванда, ама има и некој друг мирис. Од маслиновото масло. Го маринираме со тревки. Вака поостар, позачинет мирис. Овој? Морач. Од мораче. Не сум слушнала за него. Ама не од таа страна, госпогице. Госпогице! Слушајте, госпогице, велам немојте од таа страна. Оф, не можете да ми се мешате. Не, ви велам за нешто друго, таму е... Вашиот имот, господине. Ај, што е ова, бе? Ама, што не кажавте, таму има кал, наместо да кажете не Ама одете јас се натаму. обидов да ве предупредам. И тоа не е кал. Пирина е. Што е пирина? Отпадоци од маслинки, ете, црви, инсекти. Што?
Добро, смирете се. Пушти ме, не ме допирај. Сандалите ми се уништија, готови се. Многу ми е жал. Аха, се гледа, навистина многу ви е жал, нели? Колку убаво. Јас денес доволно ве забавував. Одлично, ама веќе нема да комуницирам со вас во ред. Нема повеќе. Нема. Мислам дека добро би било. Друг пат слушајте ги луѓето кои ве предупредуваат. Нема да има друг пат. Никогаш повеќе нема да дојдам на ова додедно место. Никогаш. Подолу има чешма. Што ти е на нозета? Газев на пирина, ете тоа. Не прашувај што е. Гадно нешто е пирина. Што е? Што направи? Ја заврши работата? Дозна ли некој дека си шпион? Секако дека не. Немало потреба да се бара дефицит кај Али Оздјур. Фабриката е во загуба. А за кредит го ставил под хипотека земјиштето што го сака господин Тојгун. Значи за кратко време ќе мора да го продаде местото, така островот ќе се спаси од неподносливиот старец Али Оздјур, а јас ќе одам во Токио. Брзо да седнеме некаде, морам да му се јавам на господин Тојгун. После да одиме кај траектот. Кај тетка ти нема да одиш? Не душо, мајка ми ќе полуди ако дознае дека сум отишла кај незиниот најголем непријател. И онака долги години не сум ја видела тетка ми и да се сретнеме ниту јас ќе ја препознам, ниту таа мене. Хазиран, Тето? ај, душа на тета, добре дојде. Колку убава си станала, колку си пораснала. Добре дојде. Кога си јадела од островскиот колач, си рекла баба ми вакви ми носеше. Сигурно тука ги купувала. Мелиса ми рече, баба и мора да е од островот. Реков, да. Тука интернетот е бавен, ама зборувањето е брзо. А тука осетив болка, тука. Си реков, таа да не е Хазиран, бев низ целиот остров, отидов на пристаништето, дури бев и кај фабриката, секаде. Здигни малку, мамо, земи воздух. Ги парализираш луѓето. А вие зошто сте дошла до таму? Куќата не можете да ја најдете? Не, значи ние не планиравме да дојдеме кај вас. Ти си одеше без да ја видиш мајка ми и нас. Не сакавме да ви пречиме. Да. Како може да ни пречиш? Сега јас за 2 минути ќе ви подготвам нешто за јадење. Има салата, има сарми. Черко, брзо оди да купиш риба. Немаме толку време. Треба да одиме до сладкарницата, да си ги земеме работите, потоа да го стигнеме траектот, а пред се јас треба да направам кол. А што ќе правиш? Телефонски состанок. Ова можеш во мојата соба. Ајде, јас за 2 минути ќе ја спремам масата. Како може да излезеш гладна од куќата на тетка ти? Ајде, дојди. Во ред. Ајде да видиме. Дојди. Колку ти е убаво ланчето. Некој дизајн? Да, само го направив. Многу е убаво. Моја крв стави во него. Ако сакаш и тебе ќе ти направам. Не, немој да ми правиш. Ми се повраќа од крв. Оваа беше нашата соба со мајка ти. Овој кревет беше вака пред прозорот. Многу се каравме кој да го земе тој кревет. Како е таа? Добро. Ја направи првата ревија по заминувањето на татко ми. Вие зошто сте скарани, тето? Не ти кажа Зенеп? Тогаш и јас да не зборувам. Ајде ти јави се. Ако ти треба нешто не срами се, кажи, добро, ќерко? Добро. Случајно слушнав дека земјиштето го ставил под хипотека во банка. Ако продолжи вака со загуба, наскоро ќе мора да го продаде местото. Сигурна ли си? Да, сигурна сум. Ги видов билансите и ги анализирав, дури и сликав. Прати ми ги мене. Веќе ги анализирав, господине. Ако, прати ми ги. Вие си знаете. Нека ти е со среќа работата во Токио. Што ќе се прави? Штом ги имам балансите,
Ќе ја принудам банката да го повлече кредитот. Работата на островот беше полесна отколку што мислев. И островот за кратко ќе се спаси од тој гаден старец и јас ја добив позицијата во Токио. Зошто толку го сакаш Токио, не ми е јасно. Ај, заради високи до небото, воздушни возови, шопинг, уметност. Знаеш што, во Токио дури и на капаците на шахтите има слики. Доаѓаш на ноќниот пазар, нели? Што ќе правам на ноќен пазар? Многу непотребна гужва. И онака 364 дена во годината ги поминуваш во самотија. Издржи еден ден, да го плакаш данокот што си островјанец. Каков данок е тој? Обврска да се дружиш со луѓе? Точно. Ајде, бато, мора да инсистирам. Ако не дојдеш, и тоа ќе го направам. Ајде, слушај, вечер ти нема спас од мен. Тетка Хава ќе се погрижи за бабата. Појраз. Само една ноќ, бабато. Застанете, чекајте. Трчај, Бириджик. Задоцнивме само 2 минути, застанете, чекајте. Траектот е секогаш точен, господице. На овој остров се е бавно, само траектот е точен, така? Не ми се верува, навистина браво. Оди, буквално отиде. Не требаше да го пиеме последниот чај. Ај, господе. Не е важно, ќе се качиме на следниот. Во колку е? Нема друг траект. Што значи нема? Ми нема да лажем и да кажам дека ми е жал. Вечерва ќе станете овде. Што? Слушај што ќе кажам. Вечер на плоштад има пазар. Хазиран да видиш колку е весело, навистина, нема да ви биде здодевно. Виде ти реков, добро е што го зема в куферот. Молчи. Јас ги знам овие. Ги видов на интернет. Овие ги сушиш и ги закачуваш на зид, така? Ние ги јадеме, ама ти си знаеш. Колку е ова? 5 лири. 5 лири? Да. Многу ефтино. Да. Човек ако живее овде, никогаш нема да остане без пари. Марамите се многу убави. Го пропуштивме траектот, мамо, нема друго превозно средство, знаеш и ти. Да не се виде со тетка ти. Не, Душо, не се видов. Ако ја видиш, немој да изборуваш. Ке ти знакаже глупави работи за мене. И не и давај можност да тоа во ред. Списание или интернет феномен? Сестра ми Селма. Хазиран, слушаш, нели? Слушнав во ред. Ако ја видам и ја препознам, ќе ја свртам главата. Ако видиш, ќе ја свртиш главата, Керко. Добро, се гледаме утре. Може утре да се гледаме, ама зошто да се гледаме? Чао. Види. Работел градоначалникот Месут. Кога станува збор за туризмот, расте неговата енергија. Сакаш памучна волна? Благодарам. Многу непотребна работа само за дојденците да се забавуваат. Не е многу забавно. Сум видела многу поубави.
Каде се оди на островот ноќе? Дома. Дома ли? Во ова време? Не, нема шанси јас да живеам на ваквото. Се гушам дури и кога ќе помислам на Ти тоа. имаш сосема различен живот. Да следам по социјалните мрежи. Некои твои пози дури ги покажувам на мама. Од сега и јас ќе те следам. Нема ништо интересно во мојот живот. А ти колку убаво. Еднаш одиш во една земја, друг пат во друга. Види, јас прв пат отидов во странство со стипендија во ред и ти можеш. Потоа ќе работиш во меѓународни фирми како мене, нема да заглавиш на овој остров. Вратата се заглавува. Да се сака местото во кое живееше друго нешто. Алпер многу ми издосади. Одам дома. Чекај бе, бато, за кратко ќе има надпревар по танци. Не, мој синко, не се глупирај. Може би и ти ќе се надпреваруваш. Јас да танцувам. Во ред, Секако. во ред, се шегувам. Барем помогни ми да ги носам пијалуците. Ајде. Ке има надпревар, одиме. Каков надпревар? Не ме интересира. Надпревар во танц. Ама победникот е најздржливиот кој надго ќе остане, а не тој што најдобро танцува. А, традиционален танц маратон ни дадоа брошури кога слеговме од траектот. Да. Да бевме во Истанбул, сега ќе излезевме од дома. Штом нема да одиме дома да спиеме? Ајде да одиме, ајде. Seviyorum diyerek kandırma beni. Добро, сите тргнете со одбината. Ајде, јас си одам. Добро дојдовте сите. И вие добро дојдовте, почитувана жири комисија. Денес многу ќе се забавуваме да видиме кој ќе биде добитникот на големата награда. Ќе танцувате без престан, повремено ќе има пауза за пиење вода и за јадење. И после тоа играње до безсвест. Човек само со некого во кого е лудо влюбен може да танцува толку долго. Големата награда е 5000 лири. Не, штом си намуртен, тогаш зошто дојде? Кој? Момчето што го сретна во фабриката. Здраво. Стигна и пчелата кралица на островот. Кој? Здраво. Ќерката на градоначалникот на островот. Солесно. Каде да има фестивал, Се е некој во иде да ред. го организира. Било кој да има свадба, таа седи на првите редови. Било кој да отвори дуќан, лентата идел ја сече. Здраво, Таа најдобро готви, таа најдобро се Добро облекува, вечер. таа најмногу се грижи за старите луѓе. Личи на добар и досаден човек. И одвратен. Тука е и ќерката на градоначалникот. Ве молам за голем аплауз. Ај, малку полека. Многу ви благодарам. Нека почне четвртиот традиционален танц маратон. Татко ми многу ве поздравува од саемот и ви испраќа љубов и почит и добра забава, а на надпреварувачите им посакувам многу среќа. Сега ги каниме паровите на бината. Ели Филкер. Што ти е на ногата? А ништо не ми е добро, само ја исчашив. Нема да танцуваме. Да не стоиме на нозе, ајде. Ќе седам уште Ситки малку чидам. па ќе одам дома во ред. Треба да исклучам инфузијата на баба ми. Не, Бинари јас ќе мерт. следам, ти оди одмори се малку. Каков одмор? Го правам без да се изморам. Тетка Ајлие ми е најсаканата пациент. Дене ти тунџај. имаш друг пациент? Не слиха ни зеки. Молам Зенеп, душо. Направи нешто тајно Може да од се тебе. почне со надпреварот. Кажи што направи? Нели ме избра за вселенски камп, но ми требаа пари за да одам таму. Мајка ми рече немаме толку пари и јас... Ах, душа моја, многу ми е жал.
Идил и Појраз. Јас ја исчашив ногата за жал. Инаку ме знаете, не чекам молење. Го запишав твоето име за танц. Ако победиш, ке ме испратиш во камп, нели? Опа, ке танцува бато Појраз. Изгледа ќерката на Себил ќе одела на вселенски камп, ќе се надпреварува за неа. Зенеп, душо, јас не можам да танцувам. Те молам бато Појраз за мене. Не инсистирај залудно, бидејќи Појраз на вистина не танцува. Другата година ќе одиш на камп, може така? Добро. И саканата е таму. Ја гледам. Ајде, на бина. Ти имаш сакан? Не, каква врска има? Тето нема такво нешто. Што? Таа не е саканата на Појраз? Ајде, добро, Хазиран се останува на овој остров. Велам, нема такво нешто, не се глупирајте, боже, уф. Ајде, тата Хазиран, да молам. Ајде. Што можам да правам со непознат човек? Велам, не се глупирајте. Ќе исполниш желбата на тоа дете, размисли така. Зенеп? Ама само за тебе, во ред? Ама слушај, ако ги освоиме парите и ако одиш таму, после се ќе ме научиш кога ќе се вратиш. Хајде да видиме. Супер! Не, срамота е од неговата девојка, во ред? Нема девојка. Штом си кажала дека си моја сакана, тогаш нема сега да ме одбиеш. Ете толку. Добре да бато Појраз. И почнуваме со хармандали. Само јас не знам да играм хармандали. Ме интересираше девојката која покрај морето рекла дека ми е сакана. Дали можам да ти се обратам со ти, штом веќе сме во врска? Го избрав најкраткиот начин за да го откачам момчето од плажата. Покажувајќи ме мене. Не те избрав намерно, немаше друг маж во околината, значи морав. Спушти го тонот на самодоверба во гласот. Ти си тој што скокна на бината кога слушна дека ќе танцуваш со мене. Мене децата ми се слабост, а не ти. И ја ради тоа дојдов овде. Од прилика колку долго треба да танцуваме за да ја освоиме наградата? Минатата година траеше повеќе од 7 часа. Што? Во ред. Добро е што не мораме да зборуваме. Мојата омилена песна. Секако. Тебе сигурно не ти се допаѓаат вакви песни, нели? А? Canın pahasına savaşınla Çift gökkuşağı çıkar Sen yağmurda gülünce Yaz erken gelir Buzullar erir Sen bana yürüyünce Gökkuşağı çıkar Sen yağmurda gülünce Yaz erken gelir Buzullar erir Sen bana yürüyünce Добро, 5 минути пауза. Одлична беше, Хазиран, одлична, супер. Дојди. Пи вода, ајде. Да пијам.
Не ми е за танцот, но не можам да го поднесам човекот. Колку е терсен, е одвратен, тврдоглав, многу е чуден. Појраз може би така изгледа, ама не е такво дете. Не е тако воопшто. Не кажа ни два збора, не можеме да разговараме. И бил полуда. Никогаш не сум ја видела толку нервозна. Нехир, срамота, мајкино, немој срамота. Ми изгледаш уморен, сигурно ти е досадно. Можеш да се откажеш. Пардон, може малку, појраз ќе се повлече. Идил, добра ми е. Не е проблем. Ке ги освоиме тие пари? Дај Боже, черко, ќе ги освоиме. Сигурно. Зенеп, ке ги освоиме парите. Паузата заврши. Ајде сите на бината, нема умор, ајде. Ајде. Браво, Појраз! Ај, отиде девојката. Добра сум. Не е лесно да ме соборите, ништо нема да ме снајде, не грижете се, добра сум. Танго. Мажите го водат тангото, ама не ми се верува дека ти знаеш танго. Садик, Добро, вие продолжите. ќе ти кажам нешто. Ти сега вака отвораш тезга, ама не плаќаш кирија на општината, а татко ми ти гледа низ прсти. Сега ти ќе ми направиш една услуга. Исклучи ги тие бескорисни светла и музика, а татко ми ќе продолжи да ти гледа низ прсти. Добро. Била внука на Селма, дошла од Истанбул. А кога ќе си одела? Тоа заборавив да прашам. Садик, ајде. Навистина голем скандал, се извинуваме, но што да правиме, нели? Секако мора да заврши. Да прекинеме? Луѓето не гледаат каде газат. Не може. Парите делете ги со тие што остана, а потоа сите дома. Ајде, добра ноќ. Не, ќе победи тој што заслужува. Толку се измачивме. Бато Мазлум, дај музика од телефон, а вие донесете свеќи, ламби или било што. Rengarenk ormanlardan elimden tutup da yürüdün yanımda. Последен пат останав толку долго на нозе кога се забавував во Њу Јорк и во Берлин кога имав презентација, но ние го добивме тендерот. Браво. Романтиката е на плафон. Тато бе, Што е? документите ги заборавил дома. Вели оди сликај ги и праќај ги. Ќе одиш? Мора да одам. Колку е глупав овој надпревар. Ти му кажам на татко ми да го одложи. Таа до тебе девојка ти е? Другарка. Така ти се чини, ама таа е заљубена во тебе. Така ти се чини. Класична реченица на мажи кои немаат друг одговор. Така ти се чини. Идил ми е другарка. Многу ми помогна околу болеста на баба ми. На баба ти што е? Во кома е. Падна во дворот еден ден и од тогаш не се разбуди.
Ама ќе се разбуди, нели? Не знаеме. Ќе се разбуди. Мора да се разбуди. Како во заспаната убавица. Може би го чека допирот на вистинската љубов. Лага. Само во бајки има моќта на љубовта. Ти така мислиш. Едва ја затворив тезгата. Нема струја? Дај ми малку. Ти? Не сакам, благодарам. Се нарушува рамнотежата на маснотиите на мојата кожа. И вие немојте да јадете. После треба да правите кислородна терапија. Јас така мислам. Што додале во сокот од брусница? Гледам Појраз кој танцува. Бато Појраз. Ај боже, боже. Добро вечер. Добро вечер. Не можам да ги држам очите отворени. Спи ако сакаш. Јас ќе те држам. Ама вети. Не ме пуштај во ред, вети ми. Ветувам. Nasıl oldu anlamadım, tanıştık birdenbire. Nedenini sorma boş yere. Seni kucaklamak geldi içimden, kendimi tutamadım. İşte geldi. О, и овие колку биле тврдоглави. Yanmazdım sevdim. Грбот, нозете, целата се вкочани, целата. Derdim insan kısmetini kendi bulur isterse. Oysa sözler ne kadar boş insan sevince. Јас сум готова, девојки, ајде да станеме. Ама Хазиран, како ќе се врати дома? Немој да се грижиш. Хазиран било каде да оди ќе го најде патот. Во право си. Ајде да станеме. Ако сака, нека се јави, ќе дојдеме да ја земеме. Што ќе правам без вас, доаѓам и јас. Ајде, дојди. Ајде, добра ноќ. Не, што правиш ти? Тоа е мојата Алка, што правиш? Во ред, ќе си купиш нова, дојди. Не можам. Таа ми носеше среќа, не може. Се ке тргне кон лошо. Уф. Го гледате ли ова жири? Престанаа да танцуваат, треба да бидат дисквалификувани. Не е точно, ти ја турна мојата Алка, затоа. Престанаа со танцот, не прифаќаме. Не, господјо, јас не играм за да изгубам. Појраз? Дојди ваму и ние ќе продолжиме. И 10 часа да трае и цела ноќ да трае, сепак нема да се симнам од бината, тие нека му ја мислат. Извини, Сонце, ама јас сум готов. Не смеш да се откажеш. Појраз и Хазиран! Го давам чекот, ја прекинувам церемонијата бидејќи сите се изморија. Честитки, бато Појраз. Каде е малата? Спиеше на столче. Изгледа мајка ја однела дома. Нема да ја дадеме наградата? Јас ќе ја дадам. Не може. Сакам да ја види на перница кога ќе се разбуди. Добро, тогаш сега ќе однесам на мајка. Не, господине. Заедно победивме, заедно ќе ја дадеме. Треба заедно да го израдуваме тоа дете. Добро, ајде. Ајде, но дали ќе можам да одам до таму? Ќе ме носиш на раце? Јас не паѓам. И да паднам, сама станувам. Ама многу сум гладна. Претерано сум гладна, треба итно да најдеме нешто за јадење. Ама за среќа си имам кафе.
Ајде брзо. Како островот да е посипан со прашок за спиење. Значи, освен на нас, на сите други им се спие на островот. Сите спијат. Сега ќе се раздени. Тогаш, време е за кафе. Ке пиеш? Толку е островот, нели? Крајбрежје, плоштад и готово. Нема никакви други места за шетање, така? Ти само тие места ги прошет. Не си ја видела вистинската убавина. Каде е таа вистинска убавина? Каде се наоѓа? Дојди со мене. Каде? Каде? Гладна сум, гладна, зошто не разбираш? Танцувавме со часови, барем прво да појадуваме, ајде. Има многу убаво изненадување, дојди. Ке ти се допадне. Ама...